Жителите на Чифлик лути и разочарани. Брегалница ги поплави, државата ги заборави. Речиси една година по поплавите, освен ветувања, тие не добиле ништо. Не, ништо. Не дојдоа ни да видат, ни ништо. Кажаме тука дека имаме вода, дека не дојде никој ни да провери, ни да види и така се стана. И јас ги прекопува бетоните, да се прекопат, влагат олена целата дома, те паднани са зидовето и нема никакво още нема никакво ништо. Ми изгоре фрижидерот во подрум и тоа е, ни платија, ни ништо и полно вода. И нонстоп, додека беше повода, нонстоп се полнеше фрижидер, оно е подрумот. Бевме во општината, не дошле само не дали ништо. Револтот е уште поголем, зашто дел од овдешните жители по неколку пати биле да бараат помош, која во тој момент им била неопходна. Пријавив лично ја, иако од Скопје живеам, ама сум тука моментално сместена кај Секрвата. И апелирав лично ја до градоначалник, од него најдов беше заменичката тука. И вика, господјо, извинете, луѓето се натерени, ќе ви дојдат во Чифлик. Дошле и на Секрва ми рекле, па вика, поплавени се оние, вика, кои што се заштитени тама, а не вика, ове ми по подруми не се чуваат фрижидер. А каде треба да го чуваме тој фрижидер? И моравме да позајмуваме привремено фрижидер, да можеме зимницата да се складираме во тоа. Од друга страна, оние кои останале без ништо, тврдат, помош добија оние на кои не им беше неопходна. Ево комшијата тука, нивето му беа поплавени сите, нема динар пара оште, а тие 3 куќи таму, 4 земаа оште. Другите, како да не постоеме, како државјани да не постоеме, како жители на селото. Тоа е тоа. Дел од жителите се уште не ги санирале последиците од поплавите, а пред престојната зима се плашат од нови, зашто според нив катастрофата што ги задеси во февруари не била грешка на природата, туку на луѓето. Ова поплава што беше за ова година, повеќе се направи од недомаќинското работење на водостопанството Брегалница, не е испуштаа на време водата и така, кога беа огромните дождови, се напушти бранат и така Чифлик беше поплавен. Поплава штета се прави сега која нема поплави, да копат канали, да нот, а некој е поплаве, се тука ќе копаме. Тоа е тоа. Чифлик беше едно од наоштетените села, а штети има пријавено и во Облешево, Карбинци и Штип. Сите оштетени се уште чекаат на пари од државата.